носител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте на почеток на станите на денот. Азир Алиу е нов министер за здравство. Собранието го изгласа наследникот на Таравари. Уапсен Александар Нацев, нов осомничен во истрагата за трагедијата во Кочани. Струмичкиот бизнисмен Крмзов и две други лица приведени по повеќе месечната предистрага за милионски злоупотреби. Ослободителна пресуда за Рамис Мирко за набавката на луксузно Ауди. Судот во Струга немал доволно докази. Завршни зборови на обвинителството за убиствата на Вања и Панча. Со парите од откупот планирале свадби и погодности за своите деца. Расна инфлацијата по одмрзнувањето на цените во мај. Стапи во сила забраната за патување во САД за државјани на 12 земји. Овие вести во живо од собранието, каде се избираше нов министер за здравство и заменик во земјоделие. Останете со нас, почнуваме. Собранието избра нов министер за здравство и нов заменик министер во земјоделие. Во дебатата обвинувања за работењето на Таравари, но и сомнежи околу компетентноста на неговиот наследник. Ивана Соколович најдова известува од парламентот. Ивана, гласањето пред малку заврши. Со колку гласа беше избран новиот министер за здравство? Така, ЦЦ пред малку беше изгласан новиот министер за здравство со 65 гласа за и 15 против. Парламентарното мнозинство го изгласа Азир Алиу за нов министер за здравство, а со толку гласови беше изгласан и заменик министер во ресорот земјоделие. Алиу веќе положи заклетва пред пратениците и се обврза дека ќе работи посветено во службата која што му е доверена. Еве како изгледаше атмосферата од парламентот. 65 пратеници гласаа за, 15 пратеници гласале против. Констатирам дека господинот Азир Алиу е избран за министер за здравство. Го молам членот на владата, господинот Азир Алиу, да даде свечена изјава. Ве повикувам да станеме. Изјавувам дека функцијата министер за здравство ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам Уставот и законите на Република Македонија. Благодарам. Ивана, така оди процедурата. На почеток премиерот практично ги предлага новите членови на неговиот кабинет. Кои беа аргументите на Мицкоски при номинацијата на новиот министер за здравство? Така, Алиу доаѓа на местото на досегашниот министер Таравари, кој што ја напушти владината коалиција. Токму ова беше и еден од главните адути на премиерот Мицкоски, кој што вели дека новите решенија кадровски кои што тој ги нуди ќе донесат нови поволности за граѓаните, конечно ќе се изгради систем на вредности и конечно ќе се работи во интерес на граѓаните. Вели дека и Азир Алиу и Алерим Хоџа ќе бидат представници и министри на граѓаните, ќе бидат дел од еден процес на напредување и поставување на новите стандарди. Еве дел од неговото експозе во парламентот. Ова е само ново поглавје, затоа што знаеме, предолго беа изневерувани граѓаните, предолго чекаа, предолго слушаа ветувања што никогаш не се исполнија. Токму затоа нашата обврска е поголема. Ќе продолжиме со уште посериозно темпо, ќе продолжиме со испорачување на мерливи резултати. Затоа ве повикувам сите вас да ги поддржиме овие предлози. Денес вие гласате за продолжување на еден процес на вистинска обнова, а не враќање назад. Ивана, со оглед на тоа што Алиу беше министер и во претходната влада на СДСМ предводена од Ковачевски, кои беа аргументите на опозицијата за да ја напаѓа неговата компетентност?
Така, Алиу беше дел од една претходна влада на СДСМ, токму тие велат дека неговата компетентност во ресорот кој што тогаш раководеше и за кој што тој во моментов универзитетски професор за информатика не е според, но спорно е тоа што наместо неговата компетентност во секторот во кој што е веќе докажан, тој сега заминува да раководи со сектор здравство, за кој што воопшто нема никаква доперна точка и од тука велат дека тој е некомпетентен за позицијата која што се поставува. Од друга страна пак владеачкото мнозинство е уверено во изборот на Алиу за овој сектор кој што е еден од со најлоша слика во моментот. Веруваат во неговиот избор и велат дека шансата му е дадена, останува на него сега да ја оправда. Еве дел од дебатата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН. Можноста што премиерот му ја дава на господинот Азир Алиу како доктор по информатички науки да го води овој ресор, сметам дека добро би се снашол. Како некоја од мои лични препораки кои што би можела да му ги кажам, дека менаџирањето со здравството е најмногу успехот, мислам дека лежи во изборот на тимот околу него. Шансата му е дадена, треба да ја оправда. Се надевам дека ќе добие поддршка не само од владеачкото мнозинство, туку и од добар дел од опозицијата. Азир Алиу е доктор, но не е доктор на медицински науки, туку по информатички науки. Дури да се запознае со областа во која влегува, со организацијата на здравствениот сектор, а здравството не е Министерство за информатичко општество со околу 100 вработени, туку еден комплексен систем со многу предизвици пред себе. И најверојатно, дур да се запознае и него ќе го смените или сам ќе си оти. Така, ова беа главните пораки кои што си ги упатија СДСМ и ВМРО-ДПМН, но главната дебата би рекла се водеше помеѓу албанскиот политички блок и некогашните партнери во владината коалиција и од Алијанса за албанците на Таравари и од Вреди денеска се препукува токму за заминувањето на Таравари од владината коалиција. Едните го напаѓа, другите го бранеа, но велат дека ниту Азир Алиу не е лицето кое што треба да ја превземе функцијата во здравство. Еве дел од дебатата на албанските политички партии. Предлогот кој што го предложивте за министер за здравство нема да оди ни со другиот памет навлен, било да е со Изет Меджити или Билал Касами или на Зекирија Ибрахими. Ви гарантирам за ова, но вие ако инсистира дека не е личен ваш предлог, но е предлог навлен, тогаш јас не сум го познавал добро во лице. Арбен Таравари сам си подаде оставка како министер за здравство. И нема да зборам за Арбен, граѓаните ќе оценат. Не ја напушти владата Арбен Таравари. Арбен Таравари беше избркан од владата, бидејќи, значи, почна да соработува со Дуи и Али Ахмети. Господин Азир Алиу е предлог навлен врз основа на договорот кој го имаме од почетокот на овој мандат со премиерот Мицкоски и тој денес ја представува влен како политички субреј. Така, ова беше дел од дебатата. Со пополнувањето на местата во здравство и во земјоделие останува празно само столчето, заменичкото министерско столче во одбрана, со заминувањето на Таравари замина и министерката Елфета Исмаили. За сега се уште нема име кое што ќе седне на оваа позиција. Од мнозинството велат дека по добивањето на предлогот тоа ќе биде ставено на наредна седница. Благодарам за известувањето од парламентот. Алиу да се справи со бројните предизвици во здравството. Како владата ги оценува повиците за оставки од семејствата на загинатите во Кучани? Што е променето во системот една година по изборот? Тема на денот во 19 со Марија Митева, портпаролка на владата.
Александар Нацев, поранешен директор и поранешен активен член на ВМРО-ДПМН, е новиот осомничен во случајот со трагичниот пожар во Кочанската дискотека Пулс. Обвинителството го осомничи како реален собственик на Агенцијата за обезбедување, која без писмен договор работела во дискотеката, а според истрагата не спречила фатални пропусти кои довеле до смртта на 62 лица. ВМРО-ДПМН порача правдата важи за сите без разлика на партиската припадност. Александар Нацев од структурите на владеачката ВМРО-ДПМН е новиот осомничен на списокот на обвинителството за пожарот во Кочански Пулс. Иако неговото име не фигурира на хартија, се сомничи дека тој е реалниот собственик на Агенцијата за обезбедување Рубикон, која за време на пожарот без писмен договор била ангажирана за безбедноста во дискотеката. Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител по наредба на судија на претходна постапка изврши претреси на две локации во Скопје и Пробиштип во врска со Агенција за обезбедување, при што лишено од слобода е лицето АН. Новиот осомничен во континуитет активно раководел со планот и начинот за давање на услугата обезбедување преку правното лице, се вели во соопштението на обвинителството. Во текот на вечерта, кога настанал пожарот, не контролирали и овозможиле влез на деца во објектот, не воделе грижа за преполнетоста на капацитетот за посетители, не спречиле внес и користење на пиротехнички средства од членовите на музичката група со кој бил предизвикан пожарот, поради што настапила смрт кај 62 лица. Се вели во соопштението на обвинителството, во кое се додава дека за Нацев ке бараат активен притвор. Денешното апсење на Александар Нацев е доказ дека правда има и таа важи за сите, порача од владеачката ВМРО-ДПМН во писмено соопштение. Секој кој има било каква инволвираност со трагедијата во Кочани ки излезе пред институциите, без разлика дали е член на ВМРО-ДПМН, СДС, ДУИ или која било друга политичка партија, порача од владеачката партија. Александар Нацев подолг период е дел од структурите на ВМРО-ДПМН. Беше и директор на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во претходниот мандат на неговата партија, а политички најактивен беше во периодот по 2017-та, кога често се појавуваше на пресконференции во партискиот штаб. Александар Нацев е 47-миот осомничен за пожарот во Пулс во рамките на истрагата која обвинителството ја прогласи за завршена на крајот на минатиот месец, оставајќи простор да ја дополнува кога за тоа ќе обезбеди докази. Паралелно истрага против 14 полициски службеници води и обвинителството за организиран криминал и корупција. Во дискотеката Пулс загинаа 62 лица, а повеќе од 200 беа повредени. Александар Спасовски, Сител телевизија. Од Социјалдемократската младина реагираат на вчерашната прослава на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН. Велат дека е скандал да се прави журка додека Македонија тагува, но и да се пали пиротехника која е забранета. Од ВМРО-ДПМН им одговорија дека не прекршиле ниту еден закон, бидејќи според закон забраната е за затворени простори, а исто така според партијата на власт баклите се во групата на пиротехнички средства од трета категорија кои се во слободна продажба. Мицкоски ги третира младите како реквизити, како инструмент за неговите политички хирови. Ги користи младите за негова шоу, за манипулација, за да му аплодираат додека го истура гневот кон семејствата кои загубија деца. Ова е дрскост, безчувствителност и целосна деградација на младите. Додека употребата на пиротехника и законски забраната и казнива, бараме МВР да постапи без одлагање кој одобрил, кој набавил, кој наредил употреба на пиротехнички средства. Ги повикуваме младите да го кренат својот глас против начинот на кој што Мицкоски и ВМРО-ДПМН ги третираат. СДС наместо политика продава некрофилство, а наместо одговор на пораките од годишната конференција на УМС на ВМРО-ДПМН, СДС се фати за баклите. Иако и сама наведува дека согласно законот, членот 31, кој што сами го наведуваат, забраната се однесува за во затворени простори, а собирот на УМС беше на отворено. Уште повеќе, СДС во шпекулациите се обидува да сокрие и дека баклите спаѓаат во група на пиротехнички средства од трета категорија, кои што се во слободна продажба и без обврска на продавачот да го извести надлежниот орган, односно одсекот за оружје.
Струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов е уапсен по налог на обвинителството за организиран криминал и корупција заедно со уште 2 лица. Осомничени се за даночна измама и злоупотреби во износ од околу 15 милиони евра. Акцијата следува по предистражната постапка од септември минатата година, а јавноста утре ќе биде информирана за деталите за случајот. Полицијата утрово го лиши од слобода струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој се сомничи за финансиски злоупотреби кои според правичните проценти го оштетил државниот буџет за околу 15 милиони евра. Како што информира ОДМВР, приведувањето на Крмзов било извршено по насоки на јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Од страна на полициски службеници по насоки на јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, лицето РК е лишено од слобода. Приведувањето го потврдија и од обвинителството, од каде соопштија дека покрај Крмзов приведени се уште 2 други лица поврзани со истиот случај. За сега не се откриваат повеќе детали, а обвинителството најави брифинг за утре, каде ќе бидат презентирани подетелни информации. Под раководство на јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, полициски службеници реализираа акција во која е обезбедено лице, за кое во септември минатата година беше отворена предистражна постапка. Освен ова лице, обезбедени се уште 2 други лица. За кривичните дела и действијата, обвинителството најавува брифинг за утре во 11 часот, стои во соопштенијето од основното јавно обвинителство. Предметот за бизнисменот Крмзов обвинителството го отвори минатата година, откако претходно во септември беа направени претреси на неколку локации низ државата. Според информациите што беа објавени тогаш, тој се сомничи за даночно затајување, даночна измама и перење пари. Неофицијално се работи за мрежа на фиктивни компании и трансакции, преку кои се извршувал нелегален поврат на данок на додадена вредност. Во случајот неколку лица беа сослушани, а на Крмзов како мерка за предпазливост му беше одземен пасошот. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. Градоначалникот на Струга Рамис Мерко е ослободен од обвинението за злоупотреба на службената положба при набавката на службено возило Ауди А8 во вредност од околу 67.000 евра. Основниот кривичен суд Струга донесе ослободителна пресуда, оценувајќи дека во постапката не се утврдени доволно докази дека јавната набавка е спроведена спротивно на законската процедура или со намера за лична корист. Обвинението беше покренато од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кое тврдеше дека Мерко прекршил повеќе законски одредби во процесот на набавка. Судот сепак утврди дека договорот е склучен со одобрение од Советот на општината и дека сите чекори била документирано и детално покриени. Случајот предизвика засилен интерес во јавноста, особено поради тоа што Мерко минатата година се најде и на црната листа на САД поради сомнежи за коруптивно однесување. По денешната пресуда, одбраната на Мерко порача дека се потврдило дека обвинението било неосновано и политички мотивирано. Од јавното обвинителство за сега нема информации дали оваа одлука ќе биде обжалена пред повисокиот суд. Убиство на невино дете не може да се оправда, порача обвинителката во завршните зборови за убиството на Вања и Панче, нагласувајќи дека ненадминатата суровост на злосторството го нарушува не само човечкото, туку и довербата во општеството. Со парите на Вања, тие сакале да обезбедат свадби и погодности за сопствените деца. Остра осуда за убиството на Вања изрази јавното обвинителство во својот завршен збор од процесот кој се води во Скопскиот кривичен суд. Според обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска, убиството, особено убиство на дете, не е само чин на бруталност, туку тоа е директен напад врз човештвото и општеството. Тоа е дело кое не остава простор за рамнодушност. Тоа е чин кој не може да се оправда. Сторителите на злоделата не заслужуваат само правна, туку и длабока морална осуда, рече во завршниот збор јавната обвинителка. Таа детално објаснуваше како се одвивало планирањето на двете убиства. Рече обвинетите Велибор, Владко, Боре и Љупчо се познавале доволно за да сковаат морбиден план за филмско сценарио. Го киднапирале и убиле велешанецот Панче, а според обвинителката, во грабнувањето на Вања помогнал и нејзиниот татко Александар, кој заедно со грабнувачите седи на обвинителна клупа. Мотивирани од високите суми парични средства, во неделата вечерта таткото Александар го информирал Палевски дека Вања во понеделник сама ќе оди на училиште. Ја убиле ладнокрвно, иако и самите имале деца, немале чувство кон Вања.
Сакале со парите за Вања да им обезбедат свадби и погодности за сопствените деца. Обвинителството не прецизираше колкава сума пари обвинетите требало да добијат за грабнувањето на Вања, ниту пак кој ќе ги исплати. Подсети дека Александар Ѓорчевски го одолговлекувал процесот за префрлање на станот од негова во сопственост на неговите деца. Според одбраната, ниту со завршниот збор обвинителството не успеало да го докаже мотивот за двете убиства. Основот на обвинението користољубие е одамна паднат и овде се работи за сосема нешто друго. Според мене лично дело извршено за да се внесе страф и немир во населението. Судењето со завршни зборови на обвинителството продолжува и во среда. Зоран Јаневски, Сител телевизија. По смртта на 3-годишното дете од Кавадарци, Министерството за здравство формираше стручна комисија од тројца педиатри кои ќе испитуваат дали имало лекарски пропусти при третманот. Тројца професори педиатри од детската клиника ќе испитуваат дали има лекарски пропуст кај починатото 3-годишно дете Блаже Стојанов од Кавадарци. Стручната комисија ја формирал заменик министерот за здравство и како што изјави докторите кои ги ангажирале, не биле инволвирани во случајот. Уште денеска ќе ја посетат Кавадаречката болница, а ќе извршат и надзор на клиниката за детски болести, каде во вторникот наутро детето со приватно возило било донесено без знаци на живот. Извршениот надзор имаат рок од 8 дена од денот на започнувањето да дадат одреден извештај кој што дополнително ќе содржи повеќе елементи, меѓу кои ќе има констатирано на фактичката состојба, потоа ќе има утврдени евентуални недостатоци, неправилности или пропусти во вршењето на стручната работа, особено во однос на спроведување на стручните упатства и условите и начинот на окажување на здравствената заштита, доколку постојат. Потоа ќе има едно стручно мислење за состојбата во установата и настанатите или можните последици во здравјето на пациентот, доколку постои такво. Стручниот надзор следува откако во четвртокот ДСЗ не констатираше административни недостатоци, но бидејќи не се надлежни за стручниот дел, иницирале Министерството да формира стручна комисија, која треба да испита дали има лекарски пропусти при третманот. Дали има одговорност кај здравствените лица кои таа вечер биле на смена, ќе испитува и внатрешна комисија формирана од болницата во Кавадарци. Семејството на починатото дете обвинува дека иако кај дежурната докторка инсистирале да бидат испратени веднаш со возило на брза помош за Скопје, добиле само упат, а педијатарот им рекла дека детето било добро и можеле сами со приватен превоз да го носат на клинички. Таткото тврди дека синот го однеле во болницата во 3 часот во вторникот утрото, а во Скопје со автомобил на негов пријател тргнале околу 6:30, но по пат состојбата на малиот Блаже се влошила и кога стигнале на детска, детето веќе било починато. За случајот бил известен и јавен обвинител. По добивањето на обдукцијскиот извештај обвинителството ќе одлучи дали ќе покрене постапка. Александар Динев, Сител телевизија. Расна инфлацијата по одмрзнувањето на цените во мај. Стапи во сила забраната за патување во САД за државјани на 12 земји. Инфлацијата во мај порасна за 1,5%, најмногу поради поскапувањето на храната по одмрзнатите маржи. Министерот за економија оценува дека драстично зголемување на цените нема, но официјалниот извештај за спроведените контроли на пазарна ќе го добие утре. 1,5% инфлација во мај споредбено со април, пресмета статистика. Најмногу поскапела храната и безалкохолните пијалаци, 4,1%. Ова доаѓа веднаш по истекот на мерката за ограничени цени и маржи која беше во сила до 1 мај. Според Заводот за статистика, овошјето и зеленчукот поскапеле за 4,5%, а прехранбените производи за 4,2%. Дали и какви мерки ќе се носат по скокот на инфлацијата, допрва ќе се разгледува. Министерот за економија оцени дека нема драстично зголемување на цените на основните прехранбени производи. За ова бил усно информиран од директорот на пазарниот инспекторат, но утре ќе го добие и официјалниот извештај за спроведените контроли минатиот месец. Утре ќе биде доставено до влада информацијата за вонредните контроли што се направени
временскиот период во месец мај, каде што ќе не известува точно како се движеле цените после завршување на мерката. Од тоа што знам дека немаме драстично зголемување на цените, само производи кои што се сезонски, но тие не испаѓаат во делот на прехранбени основни производи. Според статистика, трошоците за живот во мај годинава, во споредба со истиот месец лани, пораснале за 3,3%, кај цените на мало пак забележано е зголемување за 1,6%. Мартин Арсов, Сител телевизија. Објавен е првиот повик од оперативниот план за вработување. Опфаќа 2 мерки за поддршка на невработените кои сакаат да почнат сопствен бизнис. За лицата на возраст над 29 години е предвиден грант од 7.000 евра, а за млади до 29 години до 10.000 евра. Двете мерки предвидуваат и обука, изработка на бизнис план и 6-месечно менторство. Повикот ќе трае до 20 јуни. Категории што може да аплицираат се невработени лица евидентирани во Агенција за вработување, корисници на гарантирана минимална помош, лица со попреченост, повратници од странство, жени жртви на родово и семејно насилство, како и граѓани кои сакаат да ја формализираат својата досекашна неформална дејност. Нашата цел е јасна: да поддржиме што е можно повеќе граѓани кои имаат идеја, занает или волја да изградат нешто свое. Последната информација ми е дека според наша проценка интересот на невработените лица е висока и до таму 10,5 сатот мислам дека имаше скоро над 200 невработени лица кои што аплицирале и се заинтересирани да искористат оваа мерка.